Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите лозјарски тикварник. Брашното го посолуваме. Мешаме со рака. Во садот постепено додаваме вода. Со рака замесуваме тесто. Го вадиме тестото од садот и продолжуваме да го месиме на работната маса. Го делиме тестото на два еднакви дела. Од првото парче тесто формираме две топки. Од втората половина тесто формираме 4 топки. Од првата помала топка со сукалка разлекуваме кора. Ја ставаме да се пече на скара. На ист начин ги подготвуваме и преостанатите 3 кори. Во тенџере на оган го ставаме маргаринот да се растопи. Мешаме со лажица. Од првата поголема топка тесто на набрашната маса со сукалка разлекуваме кора. Со алатка ја засекуваме кората во форма на зраци. Со четка ја премачкуваме кората со растопен маргарин. Потоа еден врз друг ги редиме зраците. На ист начин ја подготвуваме и втората кора. Од првото топче со сукалка разлекуваме кора. Тркалезната тава за печење ја попрскуваме со растопен маргарин. Ја ставаме кората во тавата. На покрупната страна од рендето во тенџере ја рендаме тиквата. Го ставаме тенџерето на оган. Во него додаваме 2 лажици растопен маргарин, ванилиниот шеќер и шеќерот. Во тенџерето го додаваме млекото. Откако течноста ќе испари, го тргаме тенџерето од оган. Јајцата ги кршиме и ги додаваме во тенџерето. Мешаме со лажица. Кората во тавата за печење ја попрскуваме со растопен маргарин. Врз кората нанесуваме од филот од тиква. Со ножици ја сечеме првата печена кора во големина на тавата. Потоа со четка ја премачкуваме кората со млеко. Со премачканиот дел надолу ја ставаме кората во тавата. И горната страна на кората ја премачкуваме со млеко. Врз кората нанесуваме фил. Постапката ја повторуваме и со преостанатите 3 кори. Од преостанатото топче тесто со сукалка разлекуваме кора. Ја ставаме кората во тавата. Со ножици ги одсекуваме краевите од двете непечени кори во тавата. Краевите на корите ги свиткуваме кон внатрешноста и ги боцкаме со вилушка. И горната кора ја боцкаме со вилушка на повеќе места. Го попрскуваме тикварникот со преостанатиот растопен маргарин. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. Го сечеме тикварникот на парчиња. Едно парче ставаме на чинија за сервирање. Лозјарскиот тикварник го декорираме со кругови киви. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2,5 часа. Добар апетит!